Продолжуваме со втората сесија од првиот модул на Премиум Предприемач 2.0, а тоа е Lean Startup модулот. Претходната сесија се однесуваше на воведни излагања каде веќе знаете што ќе представува модулов и која ќе биде вашата задача во имплементација на она што ќе го научите тука. Сега ќе продолжиме со објаснување на неколку клучни поими кои ќе бидат најзначајни за нашата понатамошна работа во дизајнирање и оспособување на вашиот стартап, а тоа е прецизно дефинирање на поимот стартап. Да започнеме првин со компанија, бидејќи сакам да имате јасна представа за разликата помеѓу компанија и стартап. Првото прашање: што представува компанија? Наједноставно кажано, компанија представува бизнис организација која продава производи или услуги во замена за приходи и профит. Значи, една компанија има производи кои ги продава за нешто друго, а тоа вообичаено се пари кои се мерат во приход и кога од тој приход ќе се одземат трошоците, останува профитот или добивката. Да преминеме сега на стартапот. Што представува стартап? Доста важно прашање во овој модул. Прашањето кое често пати се поставува е зошто велиме стартап, а не користиме македонски израз. Доколку го преведеме на македонски, ќе имаме бизнис во започнување или само започнување. Ова повеќе пати го имам објаснето, но основата е дека немаме соодветен друг израз на место стартап. Не кажувам бизнис во започнување затоа што стартап процесот бара многу работа и пред да имаме официјално бизнис. Стартап не значи дека имаме бизнис, тоа е нешто сосема друго. Стартап, доколку го преведеме како започнување, представува еден вид на процес, но тука ние го користиме како термин кој означава организација или еден ентитет, кој доколку успее ќе представува правно лице, правен ентитет или она што го нарекуваме бизнис или компанија. Второ нешто што мора да го имате во предвид е дека стартап не значи само нов бизнис. Стартап постои во постоечки компании, може да се примени при развој на сосема нови производи или пак сосема нови пазари или пак како посебни развојни ентитети во еден поголем организацијски систем. Најдобро е да одиме со една дефиниција за стартапот, а потоа да ги разгледаме главните состојки на таа дефиниција кои што ќе бидат и основа за овој наш модул во Премиум Предприемач 2.0. Че стартап е привремена организација дизајнирана за барање на повторлив и способен за развивање бизнис модел. Добро прочитате оваа дефиниција, ако треба притиснете пауза и прочитајте ја неколку пати. Додека ја читате, размислете за потенцираните делови од дефиницијата. Добро, сега да продолжиме да ги објасниме тие делови. Стартап представува привремена организација. Зошто? Едноставно, затоа што целта на стартапот не е да остане стартап, туку да стане компанија. Вистинска компанија која ќе создава профит и ќе обезбеди добар живот на предприемачот кој започнува или на тимот кој работи на развојот на стартапот. Затоа стартап представува организација, но сепак привремена организација. Многу е важно да го сватите ова, бидејќи една од грешките кои забележувам дека се прават од страна на предприемачите е кога се обидуваат да ја задржат компанијата во стартап фаза, односно да остане стартап, без да сватат дека тие се уште воопшто немаат изградено компанија. Целта на стартапот е да се стигне нивото од еден човек, поединец, индивидуалец, со една идеја, со определени способности и аспирации, до нешто што ќе има структура која ќе ја поддржува компанијата. Во стартап фазата, вие како еден предприемач едноставно го средувате хаосот околу вас и му давате структура, изглед и намена, функционалност. Се додека не се добие конечната, односно прифатлива структура, организација, тогаш вашиот стартап представува привремена организација, а кога веќе нема да биде привремена, тогаш ќе биде компанија. Иако во понатамошните модули, поточно во модулот 2, може ќе има одредени прилагодување, но сето тоа што ќе го правиме во модулот 2 ќе биде од овој дел од Премиум Предприемач 2.0 ќе биде со цел да се овој стартап кој веќе ќе стане компанија да може да се прилагодува и особено во однос на вас како приемач, на зголемување на приходите, на зголемување на пазарот, за да едноставно продолжи да се шири. Мора да напоменам дека овој процес може да има два резултати. Значи, стартапот да стане компанија и вториот резултат е стартапот да пропадне, односно мора нешто да се менува. Нашата цел е
да со она што ќе го правиме во овој модул, вашиот стартап стане компанија, колку што може побрзо. Дури и за неколку недели или за неколку месеци, но никако неколку години. Значи тоа е она што ќе го работиме во овој модул насловен како Lean Startup во Премиум Предприемач 2.0. Таа привремена организација сега пак има една и само една единствена функција, тоа е да бара нешто повторливо и способно за развој. Се она што во текот на овој процес на дизајнирање и развој на стартапот ќе биде денес актуелно, треба да биде актуелно и утре. Производот мора да се продава и купувачите да бараат да го купуваат и утре. Мора да се обезбеди сите процеси да бидат повторливи. Тоа значи дека продажните процеси, маркетинг процеси, производствени процеси, инженерските процеси, сите да бидат повторливи. Но, тоа повторливо мора да обезбеди и раст и развој. Доколку вложите 1 денар, да заработите 2 денари. Тоа е целта на она што треба да го обезбеди вашиот стартап. Сигурно веќе си го поставувате прашањето што е тоа нешто што треба да биде повторливо и да обезбеди раст и развој. Дали се тоа купувачите, или пак вработените, или пак производот или услугата кои ги дизајнирате и подготвувате во овој модул. Не, сите тие се важни, но не се тоа нешто што нам ни треба да биде повторливо. Нам ни треба алатка која ќе ни овозможи брзо, лесно и јасно следење на случувањата околу нашата бизнис идеја, а тоа само може да ни го обезбеди бизнис моделот. Затоа и на секој слайд во оваа презентација во позадина е бизнис моделот. За да биде појасна сликата, ова е тоа нешто што треба да биде повторливо и способно да обезбедува развој. Бизнис моделот ќе биде основа на се она што ќе го правиме во овој модул. Затоа следната сесија од овој модул е токму бизнис моделот. И веќе во следната сесија ќе можете да започнете со конкретна работа. Важно е дека досега знаете што представува стартапот на кој ќе работите, а тоа е привремена организација дизајнирана за барање на повторлив и способен за развивање бизнис модел. Тоа е задачата на Lean Startup процесот, да дизајнираме бизнис модел како стартна позиција и се додека сме во стартап фаза да го тестираме и прилагодуваме се додека не сме цврсто убедени дека тој бизнис модел е повторлив. Што значи ќе обстои денес, утре, идната недела, следниот месец, следната година, по неколку години, следната деценија. Но, освен што ќе обстои и ќе биде способен да се развива, шири и обезбедува благосостојба и за претприемачот и за општеството во кое се гради. Сега би можеле да преминеме на следната сесија, односно насловена како бизнис модел.